Да, се враќаме во студиото, како што најавивме Александар Николовски од студентскиот парламент. Со Александар требаше да разговараме тука во живо во студиото, но поради непредвидени околности тој не можеше да стигне, но сепак тука сме. Онлайн се гледаме, се слушаме. Па еве за почеток Николовски, добре дојдовте во студио 10. Фала ви на поканата, добро ве најдов. Животот на студентите во Македонија е препун со предизвици. Тука е студентскиот стандард, тука е студентскиот живот, се она што е поврзано со студиите. Кажете ми, неодамна имаше една трибина на Универзитетот Кирил и Методиј на кој што учествувавте и вие и останатите представници на студентските организации, зборувавте токму на овие теми. Па еве да почнеме со тоа, отприлика, кои беа заклучоците на трибината? Организиравме ние меѓународен ден на студентите на 18 ноември. Се одржаа 3 панел дискусии во рамки на правниот факултет и една на ректоратот. Во делот на она што се дискутираше на ректоратот беше за интердисциплинарни студии, односно интердисциплинарност во високото образование. Тоа се однесува на подобрување на квалитетот на студиските програми, односно овозможување и на дополнителни можности во дел спојување на факултети, понатаму економскиот факултет, да речеме, со финки да развие студиска програма која што ќе му возможи на студентот да има поголема стручност при кој ќе заврши, односно кој ќе дипломира, исто да се работи за спојување на други факултети. Во делот на другите панел дискусии се дискутираше за регионалната соработка помеѓу студентите, натрешната соработка на ниво науки и меѓународната. Она што се заклучи е дека за студентскиот активизам да биде уште подобар, треба внатрешно да ги зајакнеме капацитетите како студентски представници, за да можеме да ги буткаме процесите кои што значат подобар студентски стандард, повисок квалитет во високото образование и подобри можности за студентите во државата. Да, кога зборуваме за подобар стандард на студентите, тоа е едно од, може да се каже, главните прашања да се биде студент во денешно време, како што самиот кажавте, представува значителен финансиски товар. Тука имаме доста аспекти на тоа, имаме школарина, имаме трошоци за сместување, храна, транспорт, дополнителни активности. Ми се чини дека овие проблеми на студентите се константни, значи траат веќе со децении и не гледаме некаков конкретен план, ајде да речеме, за нивно подобрување. Па видете, не е се така црно во делот на студентскиот стандард. Пред неколку години беше воведена мерката субвенциониран студентски оброк, понатаму покачени се стипендиите за околу 50% од пред 3 години. Имаме бесплатен градски превоз, да речеме во другите европски држави нема бесплатен градски превоз како што има кај нас, односно студентите таму плаќаат одделно за јавен транспорт, дополнително кириите, висината на кириите во студентските домови не е променета. Да, очигледно имаме проблем со конекцијата, ќе видиме да ќе се разбира ќе ја воспоставиме повторно, значи зборуваме со Александар Николовски за студентскиот стандард, за подобрување на животниот стандард на студентите, но и за сето она што е поврзано и со нивната секојдневна работа, со нивниот секојдневен престој во студентските домови на факултетите. Се враќаме. Александар, дали се слушаме повторно? Да. Да, имавме еден пат на конекцијата. Вие кажувавте дека не е се така црно, како што кажавте, во однос на студентскиот стандард. Продолжите. Значи, она што кај нас е позитивно, да кажем дека пред неколку години се воведе мерката субвенциониран студентски оброк, понатака беа покачени стипендиите за околу 50%, висината на кириите не е променета со години од типот, од една страна тоа е добро, од друга страна тоа значи недоволно подобрување на услугите во студентските домови. Јавниот превоз е бесплатен во градот, за разлика од други европски градови каде што студентите плаќаат за превоз. Висината на школарината е од 2010 година 200 евра, не променета. Ние како студентско собрание се залагаме за бесплатно високо образование. Оние проблеми кои што се тука се лошите услови во студентските домови, понатаму
Сега има проблем со јавниот превоз, но има проблем целиот град. Понатаму сакаме да се промени начинот на функционирање и финансирање на студентските домови се со цел да се подобри квалитетот на храната и услугите кои што ги дава домот. Имаме понатаму дел на ниво на факултет, подобрување на условията за студирање таму преку повисоки средства за образование одделени од страна на државата. Се залагаме за квалитет наспроти квантитет, затоа што сме држава со многу голем број на универзитети, а државата тој буџет може да го користи поефикасно за доразвивање на веќе постоечките, наспроти отварање нон-стоп секоја нова влада отвара нов универзитет. Генерално тие се проблемите, но активно притискаме да се решаваат. Оваа година следува измена на закон за високо образование, следува нов закон за студентско организирање, тоа се едни позитивни работи кои што треба да донесат промени на нивото на високо образование во државата. Да, ќе поразговараме за секој од сегментите кои ги спомнавте вие. Еден од нив е вие кажавте дека е недозволиво да се наметнуваат дополнителни трошоци за време на студиите, што е случај на факултетите на универзитетот од оваа академска година и велите дека тоа е обврска на Министерството за образование. Можете ли да не го објасните ова? Со години немаше промена на трошоците на студирање за студентите науки, од друга страна Министерството доцни со префрлање на средства на факултетите. Исто така, зошто се зголеми одредени трошоци на факултетите беше поради тоа што се направи анекс на ценовникот на услуги кои што го дава, кои што ги имаат факултетите, ги направивме обединување на сите трошоци. И сега, од една страна, тоа личи дека трошоците драстично се зголемени, да, на некои факултети на кои што бараме да се ублажат, а на некои факултети во просек се намалени затоа што имаше факултети кои што наплаќаат многу повисоки давачки наспроти други. Да речеме, на некој факултет уверение за положени предмети беше 600, сега на сите факултети е 200 денари. Потврда за редовен студент некаде беше 150, сега е за сите до 100 денари максимум. Така да, генерално, поради обединување на трошоците, испадна дека сите трошоци се зголемени, но многу од ставките во текот на оваа пролет беа укинати од страна на факултетите на барање на универзитетското студентско собрание. Да, другите сегменти, вие го кажавте, и субвенционираниот оброк, знаеме дека тој се користи преку тие картички за студентски оброк и дека тие картички потоа треба да имаат и други примери. Но еве јас најдов некои колумни напишани од вашите колеги кои велат дека има проблем со тие картички, бидејќи иако на нив формално е кажано дека тие имаат доста погодности, ајде да речеме, и во други продавници, дека тоа не функционира баш добро, дека тие секогаш не функционираат како што се објавени дека ги има и дека тие картички би требало да имаат многу поширока примена како што имаат студентските организации во Европа. Сега тука се станува збор за два момента. Едниот е за студентски попусти, другиот е за студентски оброк. Во делот на оброкот ние направивме законска измена пролета, каде што побаравме средствата да се исплаќаат на неделно ниво од страна на МОН и Шпаркасе банка, за да нема проблеми во дневната исплата на оброкот. И тоа се случи. Сега студентите на неделно ниво добиваат 840 денари. Понатаму, во делот на студентски попусти, точно е, предходната влада промовираше мерка за попусти за млади преку ЕИКА, Европската младинска картичка, но таа не функционира. Во процес сме на активирање на истата, мислам, притискаме тоа да се случи, затоа што тоа е во надлежност на Министерството за социјална политика, демографија и млади, кој што во моментов нели се реструктуира, да заврши процесот и потоа ќе го отвориме и тоа прашање. Исто така и самата Шпаркасе банка преку картичките за оброк нуди одредени попусти за студенти. Ние исто така како студентско собрание имаме барање доставено до ресторани во градот да нудат попусти одредени за студентски оброк, за да бидат попристапна цената.
Но генерално висината на оброкот е задоволителна затоа што наместо субвенција одредени места и локали нудат и оброк за 140 денари што е целосно покривање на оброкот. Да, од владата најавија дека во буџетот за 2025 година се планира зголемување и подобрување на студентскиот стандард со повеќе од 30 милиони евра или 18% повеќе од минатата година. Ќе видиме како ќе биде тоа и дали ќе се оствари. Дали мислите дека она што треба да се стави акцент е она што и самиот кажавте, тоа се условите во студентските домови, нешто за што па слободно можам да кажам со децении се зборува и минатата влада имаше ветувања и планови за реновирање на сите студентски домови, па дури и за градење на нови, но колку што видовме не се изреновираа ниту постоечките, а камоли да се направат нови. Точно во процес реновирање на два студентски дома, Стив Наумов и Кузмин Цифовски Питу. Кузман треба да биде готов до октомври наредната година, Стив до средината на новата академска година следна, така да ќе чекаме да видиме дали тоа ќе биде исполнето. Во тој проект се и сите останати студентски домови во државата. Она што го имаме ние испратено како барање и отварање на јавно-приватни студентски домови за да се зголеми капацитетот во универзитетските градови за студенти за сместување. Жално е тоа што владите претходно ветувале изградба на студентски град, сите студентски домови да бидат реновирани, но реализацијата не е завршена. Ние имаме држава во која што министер за образование се менува на секоја година, година и пол поради политички цели, никој не ги гледа општествените, туку првично партиските, затоа што да се гледа општествените немало толку брзо да се менува министер за образование. Сведоци сме дека еден министер до сега има исполнето цел мандат, другите сите се по година, година и пол. Дури некои по неколку месеци, за жал. А со тоа се губи смислата на долгорочна стратегија и водење политика за државата. Да, и можам да додадам дека покажува една несериозност во однос кон проблематиката и кон образованието севкупно. Во однос на кога зборуваме за студентскиот стандард е едно и условите на студентите, но кога зборуваме за квалитетот на образование кој го добиваат студентите, тоа е еден исто така многу важен аспект. Бидејќи гледаме дека во континуитет македонските универзитети паѓаат на квалитетот и на Шангајската листа, но и на други листи. Сето тоа е поврзано и со дисперзираните студии, и со многуте факултети. Како вие како студенти го перцепирате сето ова, бидејќи доколку УКИМ порано бил престижен универзитет, престижни факултети, целото време паѓањето на квалитетот и на стандардите на крајот се одразува директно на студентите и образованието кое го добиваат. Мојот став е како студентски представник и ставот на универзитетското студентско собрание дека за ова се виновни двете страни, најмногу државата, затоа што, како што кажав, секоја влада си отвара свој универзитет државен, а тоа не треба да е пракса, треба да се развиваат веќе постоечките универзитети. Имаме ситуација да сме држава со 7 државни универзитети, едниот од нив јавно-приватен. Не сметаме дека тоа е стратегијата за развој на универзитетите да растат на листите за рангирање на универзитети. УКИМ до сега ниту еднаш се нема појавено на Шангајската листа, како што стои во перцепција дека паѓаме. Ние се немаме појавено таму, додека 3 универзитети во Србија се имаат појавено. Оно што треба да го прави државата е директно финансирање на универзитетите, оддел на наука и зголемени средства за наука. Среќа оваа година се зголемени средствата и за во делот високо образование и наука, и тоа е еден позитивен импакт затоа што на крај на денот се зависи од колку финансии вие ќе вложите во нешто доколку сакате да го развивате. Во дел на двете страни, значи државата, како што кажав, менува министри, не вложува доволно во образование, од друга страна професорите поради ниските примања до сега во високото образование, сега тоа е променето, покачени им се платите и оваа година ќе им растат. Се појавува чувство на апатија, разочараност, недоволно вложување, но сега со покачени плати треба државата и самите раководства на универзитетите да ги притиснат за да
што се вели работат повеќе и за развивање на можностите за студентите и за развивање на можностите на универзитетот, бидејќи доколку сакаме да го смениме системот, системот само се менува преку добро образование. Да, на крајот на краиштата кога зборуваме за образование, крайната цел е студентите потоа да се вклучат во пазарот на труд, во работните процеси и но тоа сепак за жал е поврзано и со квалитетот на образованието кое потоа се одразува. Една од мерките која владата ја најавува е создавање на загарантирани работни места на студентите. Дали мислите дека ова е добра мерка, дали добро ќе влијае врз студентските понатамошниот студентски живот, кариерата се разбира и како тоа би требало да се имплементира? Се уште не ни имаат представено мерката како ќе функционира, но мојот став е се додека се најдобрите и најквалитетните се превземат уште во последните години на студирање, тие ќе ги задржат тука и доколку им дадат работно место квалитетно, младите не би си оделе од државата или пак не би биле разочарани и не знам сите да се префрлат кон приватен сектор. Добро е државата најквалитетните да ги искористи за да го развива системот. До сега бевме сведоци дека сите си вработуваат луѓе кои што се од партија или пак луѓе кои што се блиски до нив, наспроти оние најквалитетните кои за жал одат студираат на странските универзитети, потоа не се враќаат или пак крајно се преселуваат во другите држави. За поздравување таа мерка затоа што навистина најдобрите треба да бидат задржани тука и да го развиваат општеството, бидејќи ако сакаме пак стабилна и добра држава треба најдобрите да бидат тука. Да, според последниот извештај на државниот ревизор, нотирана е алармантна состојба со исилувањето на младите и за една деценија државата е изгубила над 7000 бруцоши. Најголем губитник се државните универзитети, каде што бројот на студенти се намалил за 5000. Во последните 8 години пак од Македонија годишно мигрирале по околу 2500 млади со високо образование, со што ја реагира земјава со високо 5-то место во Европската Унија. Значи имаме еден прилично негативен тренд кој дали мислите дека ќе продолжи и како да го запреме? Една од работите која што е за запирање на одливот на младите мозоци е мерка која што ние како студентско собрание со соработка со ИДУЕП институтот го ја поднесовме до Министерството за економија, Агенцијата за вработување, ФИТР, Министерство за образование и владата. Се вика нашите млади создаваат дома. Тоа е ваучер систем кој ќе овозможи по дипломирањето на студентите да останат во државата, да добијат ваучер од 10.000 евра за отварање на сопствен бизнис, за отварање на стартап или за дообразување на постдипломски и на докторски студии. Тие ваучери треба да важат за младите од Македонија, но и македонските студенти кои што студираат на странските универзитети за да се вратат овде. И средствата ќе може да бидат искористени само во македонската економија. Се уште сме во соработка со Министерството за економија, чекаме да не известат дали се ја прифаќа таа мерка, затоа што тоа е еден од начините за да ги задржиме тука, но тоа не е се, треба да се работи на долгорочна стратегија во делот на контактирање на оние кои што се веќе иселени, односно да се создаде мрежа на алумни и тие да допринесуваат за развој на општеството тука, така да повеќе мерки треба да се опфатат за да се вратат одреден дел, дали ќе биде тоа онлайн враќање, да речеме да работат од таму на наши проекти за тука, дополнително да се задржуваат младите преку вакви мерки, да се мотивираат да творат тука, бидејќи пак ќе кажам потребно е државата да вложи за да не задржи. Инаку доколку продолжи начинот на до сега како што беше, на вистина уште поголем ќе биде одливот на мозоци. Добро, да се надеваме дека некој ќе слуша нешто од ова и ќе имплементира. Александар Николовски од студентскиот парламент, ви благодарам за ова вклучување и за гостување во Студио 10. Фала ви на вас, на вистина, за можност. Со ова го завршуваме ова Студио 10, каде што гледавте едни
комбинирани теми од мене и од колегата Зоран Димовски. Ви благодариме на вниманието и на довербата и останете со програмата на телевизија 24.